Продолжуваме со нашата рубрика Живот и здравје. Сега ќе ве воведеме во светот на убавината и самодовербата со нашиот Центар за естетика. Од нега на лице до напредни хирушки интервенции, нашата мисија е да го подобриме вашето самочувство и да ви помогнеме да се чувствувате убаво. Се надеваме дека уживавте во нашиот поглед кон естетските третмани кои ги нуди Жан Митрев клиник. Се грижиме за вашата убавина и здравје со современа технологија и професионалност. Постои ли инстантно подмладување? Дали пациентите бараат да им се врати неколку години со еден третман? Во последните години, особено со засиленото дејство на медиумите, со засиленото влијание на социјалните мрежи, се повеќе пациентите бараат инстантно подмладување или некаков еликсир за вечна младост. Меѓутоа, навистина, третман кој што овозможува вакво нешто се уште не постои. Сето она кое што не е природно, не е постепено и е нагло, навистина не е добро ниту за организмот, ниту за кожата, така да инстантно одземање на неколку години од животот не постои. Меѓутоа, константно вложување во квалитетот на кожата, во квалитетот пред се на организмот и на здравјето, резултира со подмладување, кое што навистина е подмладување за неколку години. Кои се најдобрите начини за задржување на младешкиот изглед, а при тоа да не се промени ликот? Се разбира дека најдобри третмани се оние што се прават постепено и се прават континуирано со цел да се поттикне создавање на нов колаген и на тој начин по природен пат да се подмладува кожата. На прво место во третманите, во регенеративните третмани кои што ја помладуваат кожата, би го издвоиле третманот со плазма богата на тромбоцити како еден природен третман, со чија што помош кожата се регенерира, се обновува, се подмладува. На овој начин не само што се лекуваат најразлични дефекти, проблеми и лузни на кожата, воедно се пополнуваат и брчки настанати со процесот на старење. Дали кожата, како орган, треба да се прегледува редовно, како систематски преглед и на колку време тоа се прави? Кожата како орган треба да се прегледува редовно, како систематски преглед најмалку еднаш во годината, во најдобриот случај кожа која што е здрава и нема никакви проблеми. На прегледот докторот, специјалист дерматолог треба да ги насочи пациентите дали во конкретниот случај станува збор за некаков проблем кој захтева контролни прегледи на 3 на 6 месеци или еднаш месечно. Дали пациентите кај нас се свесни дека со редовните прегледи може да се откријат промените во најраната фаза и целосно да се излекуваат? За жал, свеста за само прегледување кај нас меѓу пациентите се уште не е многу присутна, особено кога се работи за кожа. Така да ние докторите треба да учествуваме активно со сите можни алатки и кампањи, нормално со помош на медиумите, да ја подигнеме јавната свест за редовни прегледи, затоа што навистина сите промени на кожата, вклучувајќи ги за жал малигните промени, карциномите на кожата, како меѓу кои меланомот како една од најмалигната диагноза на кожата, а доколку би се открил на време, може целосно да се излекува. Навистина, од клучно значење за не само за диагностика, за третман и исходот од третманот е рано откривање на сите малигни кожни промени. Се надеваме дека уживавте во нашиот поглед кон естетските третмани кои ги нуди Жан Митрев клиник. Се грижиме за вашата убавина и здравје со современа технологија и професионалност.